Па една од главните причини зашто и постои локалната самоуправа и зашто е оваа организација, тоа е фактички продолжување на онаа борба или мирнодопска борба која што нашите борци ја имат водено за време на Втората светска војна и сите борци кои што се бореле во претходните војни, па и оние кои што се бореле под туѓи капи и биле газени од туѓа чизма. Нашата борба по ослободувањето, не само моја, туку и на оние кои што биле и председатели на општините и сега градоначалници, била да ги подобрат условите за работа и живот на сопствените граѓани. Јас сум навистина горд што Кавадарци има една од топ инфраструктурни, задоволени инфраструктурни потреби. Имаме топ училишта, имаме топ институции од културата, имаме најдоброто јавно комунално предпријатие, еве спортската сала организира и меѓународни надпревари, така што мислам дека сето она што е надлежност на локалната самоуправа овие години го исполнуваме најдобро колку што треба. Секако дека не е доволно, значи можно е и да биде подобро. Последната година работевме најмногу на инфраструктурните проекти. Нешто што ни беше посебен акцент, тоа е најголемата потреба, а тоа е да почнеме со решавање на проблемот со детските градинки и за таа цел во тек е реконструкцијата на старата лабораторија која што ни беше дадена од владата на Република Македонија и нејзина адаптација за нова детска градинка со капацитет од 100, минимум 100 деца. Исто така оваа година сакавме и го реализираме проектот за конечно решавање на инфраструктурните потреби на многу наши воспитно-образовни институции, како што е гимназијата Добри Даскалов, која што ја доградуваме, и како што се основното општинско училиште Тоде Хаџитефов и средното училиште, општинско училиште Киро Спанџов Брко, каде што ги менуваме и крововите и каде што го менуваме, односно го адаптираме грејењето во Тоде Хаџитефов. Така што овие три зафати би значеле крај на инвестиционите, големите инвестициони вложувања. Еве неодамно видовте дека ги реконструиравме и ВЦ јаздите во Тошо Велков Пепето, се направи кровот од страна на владата на основното општинско училиште Гоце Делчев, оградата, семафорот за димката Ангелов Габерот Ваташа, еве истото се работи на санирање на одредени проблеми кои што инфраструктурни проблеми кои што ги имаше димката Ангелов Габерот во Кавадарци и со тоа придонесовме да Кавадарци има топ кондиција на сите воспитно-образовни институции. Тука секако е една инвестиција која што помалку ја гледаат нашите граѓани, а тоа е реконструкцијата на висока зона за водоснабдување или замена на последниот дел од цементно-азбестните цевки кои што ги имаме во градот. И со радост можам да кажам дека Кавадарци ќе биде еден од првите градови кои што можеби во текот на наредната година ќе ги реконструира комплетно сите цементно-азбестни цевки и ќе биде прв во Република Македонија кој што го сторил ова. Во делот на културните институции привршуваме, односно почнуваме сега со реконструкција на сцената во Домот на културата, на просториите за глумците и актерите, на ВЦ јаздите внатре, односно се тоа на што не може да се види и со тоа да го дефинираме последната потреба на Домот на културата. Во делот на патната инфраструктура еве за спомнување дека во тек е асфалтирањето на патниот правец Крњево-Бохула. Се надевам дека овие денови ќе издадам и дозвола за градење за инфраструктурен објект за потребите на пензионерите во селото Чемерско. Неодамна заврши и тендерот за Страгово-Крњево, за патниот правец или останатиот дел од Страгово-Крњево. Секако тука се за одбележување сите улици, патишта кои што ги работиме внатре во градот. Пред неколку месеци завршивме со кејот на реката Лудамара. Во моментот се мести и она буре кој што е символ на големиот кружен тек на Кавадарци. При крај е тендерот за реконструкција на школото во Марена, старото школо во Марена. И сигурно дека има уште многу, можеби и покрупни, можеби помали проекти кои што ги реализираме, кои што се во склад со нашата програма и кои што ќе се обидеме до крајот на оваа година комплетно да ги реализираме, меѓу кои се едно од најбитните паркирањето во градот, кој што знаете дека на 3 пати
бараме партнер заради стегнатоста на условите кои што ги даваме. Партнерот не си го наоѓа се уште своето место во овој бизнис, меѓутоа се надевам дека со разлабавување на овие услови дека и Кавадарци конечно ќе добие едно примерно и културно паркирање. И еве сега ми текна да го спомнам и малото пазарче зад Лепотиците, кој што се гради од страна на изведувачот на работите и кој што се надевам дека за скоро месец дена ќе биде и ставено во функција, со тоа би растеретили гужвата во централното градско подречје. Така што ние, како што гледате, да се обидуваме да максимално ја продолжиме нашата борба, денешна модерна борба, а тоа е борба со инфраструктурните потреби на градот и со тоа да предначиме како со нашите претходници, меѓутоа и да дадеме добар пример за тие кои што доаѓаат после нас.